Здраво на сите, добродојавте во едно необично вонредно издание на подкастот Истинијан збори. Со мене денеска, заедно со Мартин и Димитар, се дечките од подкастот, фудбалскиот подкаст Скратен корнер, Кире и Владко. Може дефинитивно најдоброто Македонија фудбалски, а може и пошироко. Како сме, Кире, како е Владко? Што има ново? Одлично после вакви комплименти. Дури и да е лага, не ми кажува дека е лага, сакам да мислам дека го мислите тоа. Супер сме. Има многу фудбал денови, ние сме многу запалени по фудбал и си го пополнуваме времето така. Остатокот се знаете, полициски час е до 8, нема многу ствари за праење, така што тоа е. Да, исто како што кажа Кире, одлично и после вакви комплименти нормално дека егото ни се кренуваше малце повеќе од што треба. Не ги рушете со ништо со тоа што ги кажете дека лага. Да, за фудбалиста, ама и разочарувањето се огромни кај мене по резултатите од мојата фудбалска екипа, ама можеме многу после време за плачење. Да, за оние што не знаат, Владко е голем највач на Вердер. Така што разбирам. За другите што не знаат, Вердер е фудбалска екипа. Да. Тоа од таму требаше да почнеш уствари. Па не, ја баш пред да почнеме да снимаме, кога зборавме, ние реално никогаш не сме правиле муавет за фудбал на подкастов. Сите сме од правен факултет, не интересира право политика, мене може би спорт углавала, ама кога се почна да се случуваат некои интересни работи кои што мислам дека уште од самиот почеток го надмина оној свет на фудбалот и имаше реакции од буквално секаде, од не знам, фанови, навивачи, челници на клубови, фудбалери, па се до Макрон, Борис Џонсон и кој се уште не у светот на политиката, поготово во Европа. И баш ми беше интересно да поразговараме, да направиме нешто и ние, да направиме муавет овој прв на памет кој ми дојде со кој би може да разговараме секако вие, бидејќи знам дека пратите, знаете што се случува, имавте и вие лайвстрим, така што ако некој сака да слуша уште повеќе од вас, може да ве најде на Facebook и на YouTube сте сега. Па од тука нели сакав да поразговараме за Европската Суперлига, која што неславно траеше, или барем проектот траеше неколку дена. Красно вечерта на 18 у недела беше објавено дека почнува, за после само неколку дена екипите да почнуваат да се откажуваат, што поради големиот бунт на навивачите, што поради некои други причини. Па од тука би ви дал на вас чисто да почнете да ни кажете на нас и на оние што не слушаат, што всушност представуваше Европската Суперлига и кои беа некои причините зошто се случува и зошто сега? Европската Суперлига е нешто што беше планирано како елитно надпреварување од страна на 12 ајде да кажеме најбогати клубови, со исклучок на 2-3 клуба кои што ја има одбиено поканата. Технички 12, да кажеме од 15 најбогати клубови во Европа решија дека сакаат да го изменат фудбалот со тоа што ќе воведат едно ново европско надпреварување кое што ќе ги вклучува ексклузивно нив секоја година и ќе остават простор за 5 клубови кои што секоја година ќе им се приклучуваат во ова надпреварување. Значи официјалниот план беше 15 плюс 5, 15 основачи и 5 клубови кои што требаше да се приклучат подоцна. Целта на оваа лига е, како што односно со зборовите на Флорентино Перес, председателот на Реал Мадрид, целта на оваа лига е според него да го спаси фудбалот од неизбежниот финансиски колапс кој што ќе му се случи во 2024
Зошто 2024 година се спомнува, тоа е поради тоа што тогаш се реформира за сега најелитното фудбалско надпреварување во Европа, Лигата на шампионите. Лигата на шампионите добива повеќе надпревари, повеќе клубови, сето тоа нели за да се направи повеќе продукти, за да се направат повеќе пари од преноси, од продажба нели на права за преноси и слично. Меѓутоа, овие 12 клубови кои што беа оригиналните потписници на Европската Суперлига не се сложуваа со овој формат и решија да ги преземат работите во своји раце. 12 клубови за кои зборуваме се 6 клубови од Англија и по 3 клубови од Италија и од Шпанија. Значи, традиционалната голема шеска во Англија, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Тотенхем и Ливерпул. Од Шпанија тоа беа трите најголеми клубови, Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид, и истото важи и за италијанските три најголеми клубови, историски барем најголеми клубови, Јувентус, Милан и Интер. Како што кажа, неславно заврши за 2 дена барем планот. Проектот, како што знаеме, уште е во фаза на припрема, значи не се откажа, 4 од клубовите не се откажа од него. Меѓутоа, што ќе се случува, уште е многу свежо, не би можеле да знаеме за воиднина што ќе се случува барем од сега. Причините за оваа лига, инсистирањето за креање на ваква лига, според мене мислам дека во најголем дел е алчност, финансиска алчност на неколку индивидуи во светот на фудбалот, кои што владата ливи дека сакаат да го спасат фудбалот, меѓутоа со овие реформи или како да ги наречеме, само може да го доуништат фудбалот. Така што се крена цел свет против нив и затоа и неславно заврши, нели условно речено заврши, бидејќи тоа што каже и Кире, 4 екипи се уште се нема повлечено од тоа. Така што ќе видиме што и како и до кога ќе трае оваа голгота. Да, мене првата реакција ми беше токму тоа како поради нели и тројцата следиме и амерички спортови и знаеме како функционираат самите лиги у спортовите во Америка и мислам дека прво нешто што беше што се правеше некоја компарација се токму тие некои лиги, NBA лигата, NFL, MLB, каде што нели имаш лига од затворен тип, нема испаѓање, нема промоција, ама дефинитивно не може да се спореди со фудбалот, бидејќи прво Америка е една држава, иако има нели 50 сојузни, сепак една држава, не Европа, да имаш и национални лиги, да имаш и помали клубови, мислам дека тоа треба да се спомене, ако бидејќи нели една од причините зошто ова би било окей, бидејќи функционира во Америка, зошто да не се направи фудбалот, и мислам дека интересно е да се спомене некои од собствениците на овие клубови се токму американци и главниот финансиер JP Morgan е америчка банка. Така што мислам дека она влијание америчко беше преголемо и од тука првата моја реакција беше токму тоа, колку само се обидува да се направи еден монопол на фудбалот у светот, ја би рекол, бидејќи сепак знаеме најдобриот фудбал се игра во Европа. И тој монопол да го имаат овие 12 собственици на екипи кои што да се представуваат дека сакаат подобар продукт или подобар производ за навивачите, но уствари го прават уште полош со тоа што супер, може ние ќе гледаме секоја недела елитни утакмици као, не знам, Реал Барса, Реал Челси, Манчестер, Ливерпул секоја недела, ама што е со другите екипи, што е со помалите екипи од кои што зависат производството на играчи, од кои што зависат 1 милион други различни работи. Самите градови ги имаат екипите кои што им носат премногу финансии, премногу, не знам, туризам, економски придобивки, така што мислам дека на тоа се заборави и тоа беше, мислам, од оваа гледна точка Маце, добро е што
ја барем мислам собствениците забораја на тој аспект и на тоа колку навивачите играат голема улога у фудбалот и нели се деси тоа што се деси. Протести у Англија, протести у некои од поголемите градови низ Европа, ама Англија највеќе, кај што беше окей, нема шанси вие нешто вакво да направите. За сега ние да имаме нели и видео изјави на Џон Хенри на собственикот на Ливерпул и некои други изјави кај што ние не знаевме, we're sorry, не знам што. Така што беше интересно да се прати се до тоа. Бараме од малце надворешна перспектива, бидејќи колку и да го следам фудбалот, веќе последните неколку години се оддалечувам многу од него, едноставно не ми е толку интересен колку што беше порано. Види, целава ситуација и беше, ми се чини дека најмалку за фудбал. Значи, и целата причина зашто се формираше оваа лига и начинот на кој што е поставена лигата, барем во овој зачеток, толку колку што знаеме информации од тоа што го кажа Андреа Анјели и Флорентино Перес, од самиот старт не беше за фудбал. Беше за продукт, односно беше за конкретно за медиумски продукт. Бидејќи оние американци кои што беа главните инвеститори, па и дел од иницијаторите на оваа лига, се свесни колку тој медиумски продукт менува се. Значи, гледаме какви се ситуациите медиумски кога се менува председател во САД, а не па да збориме за некој продукт кој што го има секојдневно. Значи, тука е фудбалот 365 дена во годината се игра фудбал. И ова беше еден свесен обид за киднапирање на финансиите на буквално целиот светски фудбал. Она што можеби тие потписници, 12 оригинални потписници, не го разбрале баш најдобро, е тоа дека фудбалот, колку и да се обидат да го направат, фудбалот функционира на еден различен начин од NBA, од NFL и од било која лига која што е од затворен тип во светот. Гледаме дека слично нешто се случи и со Евролигата во кошарка во Европа и гледаме дека тоа ни кажува дека Европа не е подготвена за таков модел, не е отворена за таков модел, многу тешко дека ќе успее, па буквално во било кој спорт е многу тешко дека би успеала затворена лига во Европа, бидејќи едноставно сме навикнати на нешто различно. Во фудбалот конкретно нема толку многу време за посветување како што има, да речеме, за посветување време на NBA кошаркари. Нели, на оние 450 луѓе што се во лигата, ние знаеме како им изгледа секој ден, знаеме што прават секој ден, тука се на Инстаграм, се на телевизија, се по еден куп вирални видеа ги има и сето тоа. Во фудбалот има едноставно премногу играчи и премногу елементи. Па тоа се цели младински академии, па тоа се цели бет тимови, тоа се цели тренажни екипи кои што некогаш не ни работат со клубот. Значи, еден клуб во просек, еден клуб кој што игра во топ 5 лига во Европа, вработува помеѓу 500 и 800 луѓе. Значи, тоа е огромен бизнис кој што не го предвидеа потписниците на оваа супер лига како би можел да се одвива и како би можел да се изведе како прво. Навивачите мислам дека го направија она што е природно. Во моментот кога им беше поставена закана дека ќе се изгуби компетитивноста во спортот, решија да реагираат, бидејќи нели фудбалот барем тука во Европа од секогаш се играл според тие правила. Значи победникот секогаш се решава на терен и тоа е тоа. Овие собственици сакаат тоа да го тргнат со тоа што нели ќе ги фаворизираат нивните клубови кои што ќе имаат автоматски пласман во Суперлигата и ќе дојдат до тој ексклузивен пристап на некои од прилика 330 до 360 милиони годишно. Што е монополизирање на фудбалот и нешто што сега за сега барем не гледам како би успеало на долг рок, па не гледам ни како за 20 години би можел некој да го направи
да успее на долг рок, освен ако не се смени фудбалот драстично. NBA, NFL и другите затворени лиги имаат, најголемиот дел од нив, имаат драфт системи, имаат salary cap, имаат елементи кои што им помагаат да ја држат таа затворена лига барем до некаде компетитивна. Во фудбалот не постои ниту едното, ниту другото. Може би сме некои 10-15 години оддалечени од драфт во фудбалот, ако не во друга лига, во премиер лигата во Англија, бидејќи тоа е еден моќен медиумски продукт, ама сите други работи не гледам како би ги, барем успешно, како би ги наследиле од американските спортови. Така што, да не должам уште многу, мислам дека ова со Суперлигата не беше ниту промислено од основачите, и дури кога излегува со представување на планот, Флорентино Перес кога излезе во шпанските медиуми да го представи планот, не му беше јасно точно што имаат планирано. Така што беше некако осуден на пропаст проектот уште од старт. Меѓутоа е нешто што виси тука веќе 10 години. Суперлигата виси низ воздухот во европскиот фудбал и мислам дека е само прашање на време кога пак ќе го отвориме ова прашање за формирање на така. Да, иначе многу интересно што спомна дека немал јасна концепција каква ќе биде организацијата и реперкусиите на Суперлигата, а кога земеме фактот дека мислам дека исто Перес изјави пред неколку дена дека ова не е нешто што го смисли да е преку ноќ, туку било заговарано веќе 3 години, барем помеѓу овие 12 клубови. И ако нешто, јас барем мислам дека ако нешто не можеш да го осмисли за 3 години, можеби самиот проект е од почеток осуден на пропаст. И се согласувам со Џоре што кажа дека таа американска струја, тие американски собственици на Ливерпул, Юнайтед, мислам, беше и Арсенал, има удел во ова, да, и Милан. И ако го земеме фактот дека претежно шпанската лига не е толку како би кажал профитабилна како и останатите, заедно со италијанската пробуваат некако да се вклучат да парираат некако на англиската лига и се наоѓаат сите во една заедничка точка, а заедничката точка е профит СГП. Знаеме дека нели Барселона и Реал се прилично длабоко во долгови, заедно со останатите клубови, но мислам дека самата таа пиер приказна розева што ни ја пружаат беше толку очигледна дека они го прават тоа за доброто на фудбалот, што не успеа да ја прикажат онака како што сакаат до најувачите. Јас не знам, јас не знам што може да е добро за фудбалот овде, ако и што нудат конкретно кога нели викаат дека не бива вака, системот на фудбалот не функционира веќе, кој што каже Кире, 10 години уназад. Како може да функционира за 99% од клубовите, само на овие клубови кои што фрлаат, кои што возуваат многу пари, што се во загуба, не може да ги повратат парите, како само за нив не функционира. Пробуваат да направат лига затворен круг, се вадат на алиби како америчкиот систем нели на приватните лиги што се NBA, NFL, MLB, NHL и слично. Пробуваат да направат надпреварување во кој што ќе се изгуби компетитивноста. Значи, досегашниот систем според мене функционира безпрекорно добро. Може ќе се сложите, може не. Бидејќи те тера, нели, како што беше, за да влезеш во Лига на шампиони треба да си во горна четворка, така во Англија или во Шпанија или во Италија, каде да си. Со самото ова мора да држиш ниво, секоја сезона треба да си добар за да стигнеш во Лига на шампиони. Мораш да вложиш континуирано, дали финансии, дали што и да е, дали играчки кадар или како и да ги наречам. Со самото креање на оваа лига се губи тој процес на квалификација, нели, бидејќи се гарантирано им учеството. Потоа за гарантирана добивка имат, односно да, по 300 нешто милиони евра или фунти, како и да е. Алиби што даваат е дека Еви Филер снимаше емисија пред некој ден вчера завчера дека
не е фер тоа што се случува. Манчестер Сити генерира повеќе пари од Бате Борисов, сите сакаме да го гледаме Манчестер Сити, никој не сака да го гледа Бате Борисов. Да, ама кога ќе видиш така функционираат и америчките лиги. Така, кој што кажав, Detroit Lions носи профит 8 милиони долари по сезона, New England Patriots носат по 800-900 милиони, исто и Dallas Cowboys скоро милиарда профит, меѓутоа сите се стават на купче, се делат на колку екипи има толку. Тоа го прави лигата на шампионите. Сега, тие сакаат да имаат затворен круг на надпреварување за да можат да го пласираат својот продукт повеќе кај луѓе што не ги интересира фудбал, туку се само нели помодари што ги викаат. Сакаат да бидат во текст со нешто, да може да си кажа дека може да си го дозволиме ова елитата од фудбалот или не знам што. Тоа пробува да ги купат пазарите кај што не се доволно распространети, кој што го направи NBA со Кина, со таквите работи. Као ова мислам дека не гледам подобар начин од моменталното надпреварување во Лига на шампиони, и како што каже самиот, и 3 години го мислеле овој проект и пак уште не знаат што сакаат, затоа што не знаат како да кажат дека ќе го спасиме фудбалот или нешто, што не може да се спаси зашто фудбалот е во перфектна состојба. Се негово друго едитирање, модифицирање ќе води кон пропаст. Затоа се крена целата јавност, сите фудбалски клубови. Ја не видов ни еден играч да каже дека е за ова, без разлика на пари и на не знам што и да е. Имаме видови тип на играчи како што се Hulk, како што се не знам Грацијано Пеле, Оскар од Челси, што јавно кажуваат дека сакаат да за пари, не ги интересира ни слава, ни не знам што. Меѓутоа тоа го кажуваат јавно, да, биле осудувани од страна на фудбалски нели фанови и се тоа. Меѓутоа во овој момент никој ниту фудбалер од другите клубови не изјавил дека сака да се оствари вакво нешто. Бидејќи не може да ги исклучиш како другите мали клубови, со тоа им уништуваш живот. Ја уништуваш традицијата на фудбалот се 100-150 години уназад, благодарение на ваквиот формат на Лига на шампиони. Овие екипи како Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Милан, Интер станале ова што се денеска, да можат да си дозволат, ќе примат странски инвеститори или нешто, ќе вложи пари, не може да ги извади или вложените пари, пробува на секој начин да ги врати. Не гледам како би успеало ова, тоа исто како да земеме, не знам, да земат Ентони Хопкинс, Дензел Вашингтон, Гери Олдман, не знам, Едвард Нортон и да речат ние ќе се организираме наши Оскари, без разлика кој филм ќе глумиме, колку филмови ќе глумиме, дали ќе бидат тапа, ние сигурно сме номинирани, ама ајде еден од вас ќе се покаже, може да не се приклучи. Што не исклучува можноста дека тие скоро секоја година истите глумци може да се номинираат, нели, ако играат во добри филми, ќе бидат затворени. Тоа малце е нелогично и кој што каже и Ѓорги на почетокот, као новите газди го занемарија фактот на навивачите или на фановите, односно не го занемарија, туку го игнорираат фактот, бидејќи кој што кажавме 2014 светското во Бразил организирањето му донесе 3 милиарди долари профит на Бразил како држава. Држава која нели мака мачи со финансии, беше погодена од криза, нели, као тоа се случува во сите градови што се помалку развиени, не знам. Имавме ни еден супер куп тука, па цел град се поремети као. Така. Тоа само дава на значење на фудбалот, колку е тоа поголем, колку е помоќен од тие 10-15 луѓе што сакаат да го уништат, условно кажано да го спасат. И алибито што го дава Флорентино Перес дека 16 до 24 годишни деца не сакаат да играат фудбал, тоа е веќе толку излитан што као сите деца денеска, сите што се бават со спорт, уште од 13, 14, 15 години се знаат дали имаат талент, дали вреди да се вложи во нив, тие веќе се скаутирани. Зошто некој што реално, дословно кажано, не го бива, зошто да продолжи да игра фудбал, кога знае дека не може да прави ништо, ќе треба да игра негде во втора или трета лига, во Македонија или било каде, кога може да се посвети на студирање, да се надоградува, нели, кај што ќе може да прави повеќе пари од други работи отколку што е фудбалот. И уште една алиби имаше Флорентино Перес, као сите луѓе сакаат да гледаат Надал против Федерер, никој не сака да гледа Надал против некој 80 на листа. Да, ама Надал станал тоа што е, затоа што ги победил таквите како Федерер,
Така, така станали Џоковиќ, така станали Содерлинг, Надал изгубила Џоковиќ, така кој е Џоковиќ? Го победи Надал, го победи Федерер, и тоа станува Џоковиќ, тој што не може да си вечно 80 или не знам што да. Кога се губи поентата на фудбалот и на ваквиот начин на функционирање. Не викам дека новиот начин на Лига на шампиони што ќе биде имплементиран 2023-2024 ќе биде одличен. Јас сум пак им се помага на поголемите екипи, меѓутоа пак да се најде некоја заедничка точка. Извинете што бев малку подолг со ова. Нема проблем. Сакам да кажам дека сум горд на мојата екипа што изјави официјално соопштение, што излезе со официјално соопштение дека се против Суперлига и против новиот формат на Лига на шампиони, што многу малку од екипи да го направи тоа. Да, јас само би се надоврзал, бидејќи Кира спомна Евролигата у кошарка, као само што излезе најавата за Суперлигата, прво нешто освен овие компарации со америчките спортови ми беше Евролигата, бидејќи истата лига за оние кои што не знаат помина низ сличен ваков процес на почетокот на овој век, каде што 2001-2002 се формираше нова лига. Дел од екипите остана, имаше војна помеѓу ФИБА, која што е федерацијата нешто налик на ФИФА, и УЛЕП, која што е, не знам и како да ја наречам, федерација која што е предводена од Бартомео и која што организира самата Евролига у моментов, каде што дојде до војна. Голем дел од оние богати екипи останаа со Евролигата, тоест продолжија со Евролигата, додека ФИБА си формираше своје надпреварување кој што траеше само една година. Има некои подобри екипи, не знам, мислам дека грчкиве екипи се уште беа таму, Макаби уште беше дел од тоа, ама после само една година мора да дојдат до компромис. За сега да имаме ние продукт кој што е Евролигата, кој што by the way на вистина не е добра кошарка. Според мене, ако гледаме и рейтинзи и се, не е таму каде што беше порано. И примерот ќе дадам, поготово кога станува збор за мали наспроти големи екипи. Ако порано можеше, не знам, мала екипа као Партизан у кошарка да се пласира на Final Four, следните неколку 2009-2010 година, следната година две, форматот се менува само поради такво нешто да не може да се случи повторно. Бидејќи не може ти да имаш помала екипа која што е Партизан, која што не ти генерира премногу пари, реално, не им носи ништо на челниците на Евролигата, ама затоа екипи као Каха Лаборал, која што ништо никогаш нема направено у Евролигата, или, не знам, Валенсија од Шпанија, кои што нели се у најдобрата кошакарска лига у Европа, мора да имаат место таму, бидејќи пак носат повеќе пари на Евролигата, па затоа се менуваат голем различен број на формати, за ти денеска да имаш само една екипа од Балканот, Црвена звезда у Евролигата, несомнено кошарката на Балканот е навистина добра, и оној, уште повеќе да затвориш тој круг на кој може да игра у Евролигата. И затоа мислам дека може би на почетокот би било интересно, не знам, 1-2 години да се гледа секоја недела да гледаш супер тимови, еден против друг, ама подоцна ќе сватиш дека што е поентата на сето тоа, као едно што ќе ти се смачи да ги гледаш нон-стоп истиве, а друго што нема да имаш ти приказни од типот на, не знам, Динамо Загреб да иде да победи некој голем европски великан и сите тоа да зборуваме по 2-3 дена, бидејќи стварно не се случува секој ден. Така што мислам дека кој фактор го прави спортот она што е, нели? И токму тоа со Евролигата се одзема и затоа не верувам дека некојаш ќе ги донесе оние придобивки за кои што се кажува дека ќе ги донесе. Мислам дека воопшто и не беше за бунтот на најувачите беше заради компетитивноста. Што и во моментов во фудбалот не можеш да кажеш дека е премногу компетитивен, мислам така се одвива. Процесот на секој спорт е едноставно во одреден момент да ги исплука најдобрите тројца, четворица на врвот и тие да се недопирливи.
Не е битно дали е индивидуален случај, бидејќи некој едноставно вложува повеќе, дали е тоа време, дали е тоа сила, дали е тоа пари, сеедно, некој вложува повеќе и едноставно ќе исплива на врвот. Она што беше тука проблем, барем за мене, е оној етички, социјално-политички аспект на оваа лига, односно што значи една ваква лига за општо, за светот. Дозволиш да се случи ваква лига во која што еден легален начин што е најголем ќе успее да го присвои целиот колач за себе, зборам од средствата. И нормално дека таков еден формат не може. Не гледам како некој што добро го разбира форматот. Два, се што имаме информации до сега. Ако некој после тоа поддржува ваков проект, стварно имам дилеми околу тоа како тој го согледува светот етички. Не велам дека, значи, многу далеку од тоа да велам дека тие се во фудбалот за пари или не знам, тие се алчни. Сите се во фудбалот за пари и сите се алчни што се на таа позиција. Не дека ако оваква понуда за Суперлига дошла на газдата на Евертон наместо на газдата на Тоттенхем, дека тој немало да ја прифати. Ќе ја прифатил, бидејќи гледа пари за многу повеќе, ствари за да заработи многу повеќе пари. Меѓутоа и да напоменам, пари му се потребни фудбалот, како и на сет спорт. Јас сум крос кейс тоа и повеќе пари фудбалот. Ако ме прашуваш утре ден може да се укинат сите ствари што јас ги сметам како небитни во светот и да се дадат тие пари во фудбалот, бидејќи мене тоа ме интересира. Ама тоа е себично размислување, така. Поентата е дека не мора да ги има парите само на едно место. Тоа е целата поента. Она војна што сега се води, нели, УЕФА префрла од една страна, а од друга страна префрлаат овие потписниците на Европската Суперлига. И сега имаш навивачи што викаат да, овие од УЕФА добро е што улетаа во право време и го спасија фудбалот, наводно го спасија фудбалот. Би продолжил понатаму зашто мислам дека не беше воопште опасност ова за фудбалот, ама да не одам надвор од темата сега за сега. Од една страна ги имаш тие што велат, нели, УЕФА го спаси фудбалот, од друга страна имаш луѓе што викаат а сега зашто па на УЕФА да ја даваме моќите, УЕФА знаеме дека е корумпирана. Океј, факт дека е корумпирана. И дали можеби си зема многу голем дел од колачот пред да им го даде на клубовите, на федерациите. Зема, апсолутно. Значи, УЕФА можеби го дели тој колач на 70-30, да речеме, од кои што 70% им припаѓа на нив, а 30% им припаѓа на другите. Под другите, зборам, тука е и Реал Мадрид, и ФК Вардар, и Македонска федерација, и Шпанска федерација, и Лига на шампиони, и европски првенства, и светски првенства, се организира со тие пари. Ама некој во УЕФА решава да одвои. Нека се тоа 30%, нека се тоа 15%, нека се 2% од парите, некој во УЕФА решава да ги одвои тие пари за развој на фудбалот како спорт, за инвестирање во инфраструктура, за покренување на младински развој, ги вложува во терени, во помошни терени, во стадиони, во трибини, во осветлување, во патишта, за да се стигне до стадионите. Значи, тие пари се на некој начин испланирани. Тоа што на мене лично ми сметаше во оваа Суперлига е дека никој не го опфати тој елемент. Мене не ми беше јасно како Суперлигата ќе му помогне утре ден на било кој клуб, стави празно место тука. Не е битно дали е третиот клуб во Англија или е последно пласираниот тим во Кипар. Како на големиот план на фудбалот оваа Суперлига ќе делува добро. И не најдов ниту еден аргумент зошто би можело да биде така. Зошто една ваква Суперлига би била добра за фудбалот, барем во овој момент од фудбалот. Да, некој повели? Нема гајле. Кога стана овој проблемот со Суперлигата, кога почна повести да се кажува, не бев многу заинтересиран, пошто ќе долги години не ни пратам фудбал, ама кога стана контроверзно прашање, баш се заинтересирав
да изслушнам и двете страни на аргументот. Зошто да, зошто не. И најдов на едно видео од македонски коментатор, го заборавив името, пошто стварно не ги пратам тие работи, кој што аргументираше дека ова наводно било добро, затоа што го крши монополот на корумпираната УЕФА. Па ме интересира ваш став на двата, дали ова држи вода? Владко го спомна преска, збориш за Филе. За филески. Најверојатно. Да, беше порано имаше своја емисија Топки, од таму го знаем. Океј, Владко, пошто го спомна ти преска, сакаш ти прв да одиш со ставот. Јас имам став за ова со Филе. Да, поголема глупост од ова нема и мислам дека му искоментирав и најверојатно мислам дека ме изблокира. Ама стварно нема поголема глупост. Си ја гледа неговата страна, дечкото е заљубен него Барселона, се му е околу Барселона, тоа за Барселона одлично, повеќе пари, компетитивност, колку толку ќе појави интерес по широката јавност да гледа фудбал на Барселона, а да не биде тие два надпревари против Реал Мадрид и Атлетико Мадрид во Шпанија кога се во Лига на шампиони. Неговите аргументи беа тоа: Манчестер Сити генерира повеќе пари од Бате Борисов. Да, меѓутоа генерира пари, меѓутоа Манчестер Сити вложува 400-500 милиони, сума која што Бате Борисов не може да потроши за 20-30 години. Тоа исто како сега, потребно е да има финансиски ферплеј, меѓутоа не треба да бидат затворени како само тие 10-12 екипи што се. Као не може сега да бидеме исто да одиме на квиз, да се падне прашање по право. Вие сте студенти на право, ние имам во право 7-8 одредение нели учено и сега да се погоди прашање за право и да конкурирам. Може ќе знам некој прашање, меѓутоа нема да биде тоа, нели? Тоа и муабетот е дека играат во исти лиги као екипи како Манчестер Сити, као Бате Борисов. Да, тие 30 милиони можеби на Манчестер Сити нема му значат многу, меѓутоа на Бате Борисов ќе му значат премногу. Тука е доброто во организационата структура на УЕФА, што помага на помали клубови, односно еве конкретно и кај нас во Вардар или било каде, Партизан или Звезда во Србија, ќе даме најблизу што се. 2 години поред се квалификува во Лига на шампиони, добива по 30 милиони од УЕФА. 30-60 милиони. 60 милиони се вложуваат во фудбалот во Србија. Со самото тоа што лигата зајакнува, има повеќе пари, повеќе плати за играчите, повеќе мотив за за домашното население да се бави поактивно со фудбал, пак се успешни на некој начин, стигаат до некаде, тоа ти дава ветер во грб, односно мотив повеќе тренер. Лошото, единствено нешто лошо е само тоа што пак ќе дам истиот пример со Црвена звезда, се прави уште поголем гап од тоа, ако Црвена звезда била поуспешна претходната сезона, наредна сезона со 30 милиони евра плюс ќе биде уште поуспешна, бидејќи Партизан треба вложи 30 милиони евра од свој џеб за да пробува да парира на Звезда, што не верувам дека е случај. Такви примери имаме со Динамо Загреб, со Црвена звезда, Бате Борисов, кој што кажав. Меѓутоа, тоа е убавината на фудбалот. Ти дава мотив да станеш уште поуспешен од него, како и со помалку пари, со помалку, одвоени средства, како и да. И сите се радуваме кога некој послаб, Давид против Голијат, сите навиваме за еден човек. Така. Сакаме да признаеме или не, така. Сите навиваме некој послаб да победи појак. Така, тоа и целиот свет го видовме ние преку наш пример личен, кога Македонија победи Германија. Луѓе што не пратат фудбал во нас се радуваат, те сме победиле Германија, така. Цел свет одекна табе. Самото тоа каже дека фудбалот е многу поголем од тие парите или што е да. Изјавата на Филе, целото видео беа, да ја наречам, булшит аргументи, што нема ништо значајно, или да кажеш да ова држи вода, само ги повторува нивните зборови на тие 10-12 милиардери, што не гледам никаква поента, не знам како човек со здрав разум или влюбеник во фудбалот, како што тој сака себе се нарече дека го живее фудбалот, дека не верувам како може да размислува така или така да гледа на работите искрено тоа. Мене ми беше повеќе од аспект на човек, како може општо човек да размислува на тој начин, а при тоа да се поставува себе си како некаков си авторитет за зборување за било што. Нема врска дали е тоа за фудбал или сето тоа. Значи, пак да најавам, ова со фудбалскиот дел од
од Европската Суперлига најмалку ме загрижува. Најмалку. Гледам дека толку било кога, дека би имала толкава поддршка лигата. Мислам дека една лига каде што ја лимитираш на 20 клубови едноставно не може да привлече доволно фанови, бидејќи сметај дека фановите што се од Англија на останатите 14 екипи од лигата, фановите од Италија на останатите 17 екипи од лигата, истото важи Шпанија, можеби не баш сакаат да ги гледаат Реал Мадрид и Барселона, ама тие клуби нема да ја поддржат Суперлигата во секој случај. И тоа веројатно ќе значи многу помала гледаност од она што очекуваат. Значи, да не очекуваат дека ќе ги имаат истите бројки како финале Лига на шампиони, бидејќи во целиот тој процес на квалификување до финалето на Лига на шампиони, многу луѓе се убацуваат и пуштаат телевизија за да ги погледаат тие утакмици, дури и успат, поради тоа што е некоја важно надпреварување што ни се има врежано во главата дека окей, ова вреди и за ова ќе одвојам време, и така е кај сите фудбалски фанови, верујете. Некои од нив може да не стигнуваат да го гледаат својот тим ако игра од 3 попладне, од 6 попладне. Лигата на шампиони има одличен термин, 8:45 кај нас, а и блиску е времето секаде за во Европа. Вторник, среда, стандардизирано надпреварување, знаеш дека во вторник и во среда го имаш тој елитен фудбал, и успат, како што одат колата натаму, како што оди четвртфинале, полуфинале, се убацуваат се повеќе и повеќе гледачи. Во една таква Суперлига не би било тоа случајот. Тие би биле беззначајни утакмици, ќе се разложува публиката, бидејќи тебе не ти прави разлика дали, знаеш како, еве сега ќе дам споредба со NBA. NBA регуларна сезона има многу поразително лоши бројки последниве 3-4 години на гледаност. Така, бидејќи не ти прави разлика. Еве, Лос Анџелес Лейкерс се актуелни шампиони, и Ентони Дейвис и Леброн пропуштија по 30 надпревари, во тие 30 надпревари никој не ги гледа Лейкерс. И пак имаат простор да стигнат за да отидат во финале, не е битно колку биле лоши во тие 30 надпревари. Во останатите 50 си го надокнадуваат тоа. Така би било и во една ваква Суперлига, значи може 12-15 надпревари воопшто да не ги ни одиграш со прв состав и пак да имаш доволно простор за да стигнеш до тој некој своевиден плейоф, па после тој плейоф да те однесе до финале. Да се вратам кај Филе, имав неколку проблематични мислења односно проблематични теми со неговото мислење. Најпроблематичното ми беше со тоа што тој вели, председателот на УЕФА вели е словенец. Нема што словенец да им се меша на шпанците каде сакаат да одат парите. И тоа апсолутно не смее да биде така. Бидејќи тоа е некој орган, некое тело кое што е поставено таму да го надгледува фудбалот. Па утре ден, ако тој некој кој што е избран за председател биде, не знам, од Косово, биде од Унгарија, биде од Велс, не треба да прави никаква разлика. Поентата е дека тој човек е таму да врши некаква функција. Ниту тој лично од джеб ги вади парите за да им ги даде на Реал Мадрид и на Барселона, ниту пак има врска дали тој не е од истата нација како нив. Не сватив што мислеше точно со ова тврдење, меѓутоа тоа ми беше некако како најпроблематично, бидејќи тој што мисли дека ако еве да речеме имаме одличен фудбалски работник македонец и еден ден дојде на ред да може да биде председател на УЕФА и се кандидира, тоа значи дека не смее да биде таму, бидејќи од Македонија и нема што да им се меша он на Юнајтед и на Реал кој сака да ги земе парите, така. Не ми беше издржано баш тоа како теза. Исто така тој имаше мислење дека вели децата во Азија и Африка носат дресови од Реал Мадрид и од Манчестер Юнајтед, а не носат дресови од Динамо, Шахтјор и Шкендија, како што тој ги нарече во видеото, онака како на исмевање, Динамо, Шахтјор, кои се тие, знаеш. Сега да не збориме дека Шахтјор има годишен буџет од 80 милиони, ама тоа Филе се не се информирал до толку, разбираш. Не може он толку да чита. Тоа
набацано Тоа како мислење. Тоа уште една самка што се побива, као генерира пари да, ама детето го купува дресот од Манчестер Сити или од самиот клуб не го купува од УЕФА, по УЕФА да лапа процент. Така. Ама И Манчестер Сити вложува пари, ама сигурно Манчестер Сити ќе добие, ќе продае 20 милиони дресови, Бате Борисов или Шахтер или Шкендија нема да продаат ни 10.000 заедно што се вика во сезоната. Тоа е уште еден начин на заработка на пари од самите екипи што вложуваат. На крај крајва никој не ги тера екипите да вложуваат толку пари, монструозни суми на пари, а што не им генерира успех као. Ако свесно вложам пари, не добивам ништо, кога треба да се запрашам. Не као сега да плачам тука, дај треба ја да ги сум вложил пари, треба да ги вратам. Ништо не мора, ништо не треба као. Нели како вика Флорентино Перес, ако не се случи оваа реформа во фудбалот, ние нема да можеме да го купиме Халанд или Мбапе за 300 милиони. Па не знам, можда не треба да го купиш. Можеби тоа е решението, така. Или штеди. Реал Мадрид, јас не памтам кога заштедиле пари, кога решиле, окей, ова лето нема да трошиме. Ова лето ќе видиме, окей, ќе потрошиме 15 милиони и тоа е тоа. Секој лето трошат 200 милиони и после тоа трошење доаѓа и вика, па ние немаме за играчов од 300 милиони, тебе треба да ти е криво што ние немаме за него. Као демек, јас па пукнав да ги видам тие сите играчи во тие два клуба, seедно ми е дали ќе играат таму или нема да играат таму. Да, сакав да кажам за малку повеќе за ова. Зошто мислам дека не би од старт не би успеала една ваква лига. Ќе пробам да видам краток стварно во минута. И дечките нешто да кажат треба орече. После. Да. Ако сакате вие нешто, ако не, ја можам да си продолжам до 11, па после ќе спијам. Не е проблем. Не, вака, една таква суперлига никој не гарантира дека ќе ја поддржа и играчите од старт, и тоа не значеше дека од старт сите играчи ќе се полетаат да играат во една таква лига. Гледаме колку многу од нив излегоа контра и мислам дека на многу голем дел од тие играчи не би им било никаков проблем доколку се случи една ваква суперлига преку УЕФА да си го раскинат договорот со клубовите и да си побараат нови клубови. Во тој случај клубовите што потпишуваат во таа суперлига треба да се многу спремни дека можно е тоа да биде тотален колапс на нивните бизниси. Бидејќи ако се вложиш во нешто 20 години, а немаш играч кој што ќе ти го поддржи тоа, ќе биде нешто слично како се викаше Лавар Бол што ја направи лига што пробаше да биде конкурент на G League. Слично би било. Едноставно ако немаш доволно поддршка, не би можело тоа да успее. Во фудбалот во моментов нема доволно поддршка за такво нешто и не мислам дека од старт можеше да се. Не знам зашо луѓето упорно го даваат тој аргумент, секоја недела ќе гледаш дерби утакмици. Кој го гарантира тоа? Кој го гарантира дека во Реал ќе останат најдобрите играчи? Кој гарантира дека во Манчестер Юнайтед ќе сакаат да дојдат најдобрите играчи? Ако нема компетитивност и ако нема нормален процес на работите, под нормален мислам она на кое што сме навикнати, нели, преку скалила да ги искачуваш тие лигашки структури, куп структури, да доаѓаш до финалиња и слично. Ако го нема тоа, не верувам дека ќе има заинтересираност ниту од многу голем дел од фудбалерите. Може би дел, ама колку голем дел и дали тоа ќе биде најголемиот квалитет, не верувам. Толку. Да. Кога зборува вака за фудбал, општо поготово за во Европа, неминовно и вие спомнавте, сите спомнавме УЕФА. И УЕФА има една, како да кажам, лоша репутација помеѓу народот како една корумпирана институција. Тоа мислење многу луѓе го делат. Ако може да ни објасните јас што многу не се разбирам во овие работи, зошто има таа репутација УЕФА? Затоа што многу долг низ години се случува работи кои што беа сомнителни за пред неколку години една подолга акција, да речеме, што траеше 2-3 години, спонзорирана од некои си американски служби, дојде ги провери, ги прочепка документите на УЕФА и на ФИФА, најде еден куп нерегуларности и мораше да си оди, мислам, во целиот тој процес му беше дадена забрана за работа и на претседателот на ФИФА и на претседателот на УЕФА, тогашните, па дојде оваа структура на нивно место.
еве сега оваа структура гледаме дека исто така има некои проблеми со барем со задржување на приватноста на тоа што се случува во УЕФА. Излегува вчера документи дека во текот на пандемијата во оваа година дена претседателот на УЕФА Александар Чеферин, словенецот, се има покачено платата за 450.000 евра и ова му било четврто покачување откако е дојден на функцијата, немал покачување под 300.000 евра месечно. Договорот што е така извадено од контекст денес што кружеше таа информација. Таков му е договорот. На одредено време да, верувам. Не очекува дека има пандемија или нешто, тоа се само нели муабети за види, како и да е, ако веќе и УЕФА продава некаков тип на етика и слично, јас мислам дека на Чеферин и тие 6 месеци ќе ги истерали со 5.000 евра, така. Не морало платата му биде 2 милиони, ама окей, се е регуларно, да речеме. Да, кажи. Па не, тоа отприлика ми беше дека УЕФА има еден многу долг низ, многу долга серија на настани кои што се во најмала рака дискутабилни околу тоа дали се фер или не фер, дали се законски или незаконски, дали се корупција или нешто легално. Во многу голем дел од случаите испаѓало дека е корупција. И да, оправдани се нападите, не е дека не се оправдани. Мислам, оваа структура уште нема направено некој голем фейл, ама обично кога е УЕФА во прашање на време. УЕФА како УЕФА нема направено ништо, меѓутоа нели да, корупција, сите се подложени на корупција, верувам, убеден сум дека секаде во светот постои корупција на еден или друг начин. Ги кружат муабети бидејќи често се случува да има неправди во фудбалот кои што не се баш случајности и тоа одат во фаворитска улога на појаките, помокните клубови. Од друга страна, FIFA е организација креирана како непрофитабилна, нели, non-profit organization. Каква е таа непрофитабилна организација која на свое салдо има 10 милиарди долари, односно евра? Како ги направила тие пари, ако се не ги трошат, него само си стоат како, нели, и цело време се зголемува. Од друга страна има спорни ситуации, односно донесени одлуки на претходните претседатели на Блатери, на као што е случајот со светското првенство во Катар, кај што цела јавност се буни и тоа уште си ongoing процес, се бунат се уште треба да се игра наредна година. Дадено е организирано светско првенство во држава која што тотално не е заинтересирана за фудбал, нема никаква инфраструктура, нема стадиони изградено, монтажни стадиони имат каде што ќе се тие 7 или 8 монтажни стадиони ќе се донираат на други фудбалски екипи, односно на други држави. Зошто е дадено тоа првенство? Не гледам никаква логика, освен тоа што кружат гласини дека е финансирано од арапски мокници, односно финансиски мокни луѓе кои што фрлеле некој долар во джеп на некој од тие челници. И верувам дека не верувам, него убеден сум дека да има корупција и секаде е така, меѓутоа начинот на кој што функционира FIFA и UEFA како организација е најнормалното нешто што може да се случи. И нашата држава така функционира, да, корупција има на секој чекор, меѓутоа исто општините како се финансираат, некоја помала општина од наша држава, да не спомнам, да не навредам некој, да се најде некој изазван. Некоја ќе тропнам од источна западна Македонија, небитно, кој што нема фабрики, нема ништо, не може да се финансира. Треба да влече париот, нели, појаките општини што се, појаките градови. Сега да излезе град Скопје да рече што сум ја должен да плаќам пари за некоја таму општина што не може да си ги плати своите вработени, дали секретарка, дали совет, дали гранчанци или што е да е. Така функционираат работите и се си е условно системски добро обработено, корупцијата не може да се искорени никаде во светот. И да, корумпирани се и според мене и според многу луѓе, меѓутоа не гледам како би се искоренило. Меѓутоа барем се некој орган кој што прави некаква дистрибуција на тие средства. Фер, не фер, некако тие средства стигнуваат до таму до кај што треба да стигнат.
за разлика од она што беше понудено со Суперлигата. Да, ја тоа сега ќе спомнав као да, можеби двете, знаеш, која најчесто оваа фраза се користи поготово за на избори, еве сега во Америка беше актуелно као избирање на едно од помалите зла. И као да, знаеме дека УЕФА е зло или барем е некакво зло, као корумпирани се, не се перфектни. Знаеме дека и овие се за никаде, начело со Флорентино Перес. Ама сега мора да избереш на која страна ќе застанеш. Да, и двете страни најчесто ги фаворизираат богатите, ама овие па секогаш ги фаворизираат богатите, така што ако имаш некоја страна која што колку толку ќе им помогне што на федерациите, што на помалите екипи, без разлика што нема може да им дае најголемиот можен допринос или буџет или пари или било што, пак им дае нешто за разлика од овие кои што 12 клубови, целиот профит ќе иде кај нив, нема да иде за федерации, нема да иде кај клубови помали, нема да иде за градење на младински школи, кај што, мислам, Владко ти ги спомна као и Кире, Реал сака да ги купи, не знам, Ембапе, Холанд, 300 играчи, ама ако ги немаш тие младински академии кои што се насекаде низ Европа, ти нема да имаш можност да имаш такви играчи. Пошто да, ти можеш да ги собереш сите у академијата на Реал, на Барса, ама тоа се handful, број на играчи, одреден број на млади деца кои што може да бидат дел од таа академија, не може ти 1000 деца да имаш во една академија, на кој попрво ќе даеш да игра. Така што мислам дека тоа мене барем е као некој кој што ако избирам страни, секако ќе би ја избрал УЕФА, каква и таа да е у моментов, поради тој факт дека барем го стимулира онаа компетитивност со фудбалот и можност да се напредува, да му даеш на некој, не знам, не ми текнува сега млади фудбалери, ама да му даеш на некој фудбалер од Србија, од Хрватска, од, не знам, следниот Лука Модрич, следниот, не знам, било кој, да може да направи некој продор од помали екипи у Реал, у Барса, у Челси, било каде. Точно. Се УЕФА тука не е крива кај нас што ни дава 3 пати дава донација за столчиња у стадиону. Прилепи уште не се поставени, уште се затворени негде или не знам дава пари за стадиони, кај што има еден стадион, тоа државни пари изграден, другите се као корупција има сегде, ама треба се почне од најниско ниво, као прво кај нас да видиме што се случува, или како беше избран нашиот председател со активирање на клубови кои што 30 години не биле активни, па сега само за Глас Плюс нели се активираат. Има многу работи за зборење за корупција, за што и да е. Меѓутоа ќе се случи. Самиот концепт на лигава мислам дека не можеше да успее без англиските клубови и мислам дека тие беа клучните во цела оваа ствар баш поради тој аспект, нели? Англиските клубови се самоодржливи. И работат во еден многу добар систем на англиската EFL, нели, унијата на професионални лиги во Англија, каде што секој има една добра, убава, издржана дистрибуција на пари. И тие пари се слеваат надолу. Значи од највисокото ниво па надолу по еден природен пат доаѓаат до последното професионално ниво, четвртата лига. Па мислам дека и петата и шестата лига профитираат на некој начин од цела оваа фудбалска пирамида во Англија, поради тоа што учествуваат во истите куп надпрерарување со нив и сето тоа. Одличниот медиумски производ кој што го има во моментов Англија со премиер лигата. Значи зборувам за графичка обработка, зборувам квалитет на преноси, зборувам дури квалитет на фудбалери, квалитет на тренинг центри, убави стадиони, капацитети, инфраструктура, сето тоа. Сака организаторите на оваа Суперлига тоа малку како да си го присвојат. Знаеш, ако го донесат под свое, тоа значи автоматски дека имаат предност во однос на УЕФА и ако ги убедат англиските тимови да се одвојат од УЕФА, што може би сега сметаа дека е лесно поради нели Брекзит, излезот од Европска унија и сето тоа,
мислеа дека ќе им се приклонат тие англиски клубови и ќе им го дадат продуктот тек така. Она што него процени е дека тие англиски клубови па и Федерацијата англиска не е толку наивна и да даде некој продукт кој што е веќе толку разработен. Премиер лигата има во светот, во фудбал, во светскиот фудбал има најголема гледаност, па по нив е лигата на шампионите, па по нив е шпанската лига, па по нив е втората, значи Championship. Значи првите две лиги во Англија имаат топ 4 гледаност во светот. Дури и оние од прва до четврта лига имаат огромна гледаност. Сега тие ако овие клубови од Суперлигата ако успеат да ги присвојат кон своje гледачите на таа премиер лига, можеби и ќе успееше. Меѓутоа баш тие клубови што се помали, баш тие клубови кои што не се замислуваат како себе си како елита, беа многу гласни особено во Англија за оваа Суперлига. Заради таа, нели, како што ја зборуваме, дистрибуција на средства и начин како малиот може да дојде до некој поголем профит. Да, сите клубови признаваат, сите тренери, сите фудбалери, сите знаат дека во УЕФА нешто смрди од главата, така. Меѓутоа, УЕФА како организација сама по себе не може да биде корумпирана без луѓето. Така што луѓето што се таму, ако тие сакаат да преземат одговорност, нека преземат. Нема како да испадне, не знам, не гледам сценарио во кое што клубовите би се приклониле кон овие, како му доаѓаат четворица потписници на Суперлига кои што останаа. Сега нормално останува и начин да видиме како ќе бидат казнети. Постојат некои многу инвентивни начини на казнување со кои што би можело да профитира и економски целата земја, целата држава, целата лигашка структура на овие три земји што го организираа ова. Постојат некои предлози, ама не знам, може да ја направиме предолга емисија ако ги тераме и предлозите, така што... Да, баш и јас сега гледав, сад време ќе снимаме и нешто повеќе. Мислам дека генерално го кажавме тоа што требаше да се каже. Реално тоа што сакавме да дадеме, вие да ни дадете објаснување малце повеќе за целата ситуација и причините позади се ова. Ако има нешто што сме заборавиле, слободно може да се надополните. Ако не... Јас сакав само да прашам, ние се искажавме за крај само да прашам кој е вашиот став, Димитар на Мартин, по Ѓорги на тебе, за ова, дали сте за или против Суперлига и зошто, ако може на кратко, ако да не ја должиме емисија многу, тоест подкастот. Па, искрено немам доволно информации за да оформам став по ова прашање, ама како што гледам, колку луѓето и според мене најбитниот став е ставот на навијачите на луѓето што пратат. Значи, 90% од луѓето што пратат и тие што ги интересира фудбалот се против вакво нешто. Така да и тука јас би ги движел моите ставови, пошто имам доверба дека е таа правилната одлука да не се одржи вакво нешто. Да, јас сум апсолутно на истото равниште, со тоа што не е начин ќе се изгуби убавината на фудбалот, затоа што јас како фан на Юнајтед TV ја гледам убавината за тоа да гостувам во Стоук, например, и освен тоа, мислам дека, баш и Кирил спомена тој социополитичко-етички аспект во време на пандемија во која што милиони луѓе губат работа, овие 12 клубови изготвуваат проект на кој што на долг рок едноставно единствената дестинација им е зголемување на профитот. И мислам дека треба стварно навистина да има санкции, дали од владата, од владите на поединечните лиги или од УЕФА, мислам дека навистина треба да има санкции. Да, ја би се надоврзал. Ја сум против, дефинитивно, као не сметам дека ако ги гледаме примерите, поготово со Евролигата, као ја расипа европската кошарка, као истото ќе се случи и со фудбалот. И сега малце до душа сум изненаден
што не успеа ова или барем што траеше само 2 дена. Пошто како што спомнавме, целата идеја не е од сега, не е од му текнала на Флорентино Перес пред 2 недели, ги собрал сите и се подпишале и кидат. Као идејата е со години, последните неколку години се интензивира и станува, добива облик на кој што видовме каков. И ми беше доста чудно што англичаните, поготово нели Челси и Манчестер Сити први, као се откажа после само 2 дена. Ја мислев дека ќе издржат уште многу поеќе, барем некаде почетокот на летото, ама изгледа немало, знаеш, единствена идеја позади се во ова и поеќе било неколку екипи што го водат, што ти што кажа, уште се 4 екипи што се дел од сето тоа се уште, иако другите се откажаа. По тука малце бев изненаден, како лично мислење, бидејќи мисле дека ќе потрае уште поеќе, ќе има доста контроверзии, ќе има преговори, 300 глупости, чудо што се уште не, ама дефинитивно сум против, иако сметам дека би било онака, не знам, интересно да се види као некој кој што не прати толку фудбал, би било интересно, ме интересира како би изгледал тој продукт. Не дека сакам да опстане, ама би ме интересирало да видам како би изгледало, што би се случило. Иако верувам дека ги има тие последици за фудбал кои што ги имаше за кошарката, кои што, еве, Кире спомнати у НБА лигата. Никој не гледа регуларна сезона. Као ја правам подкаст за НБА лигата, ама као секоја недела збориме колку само треба да се променат некои работи. Као не е тоа што беше порано. Иако кога ќе дое плейоф, не, сите гледаме, поготово ако е изедначена борбата. Така што против, ама поеќе на ставот сум дека очекував многу поеќе, барем очекував многу поеќе у моментов да не се откажат одма, како после неколку дена. Ако смеам да додадам само на кратко уште една работа што мислам дека не ја спомнав, а што стварно многу ми пречи во оваа Суперлига е затворањето на можноста за работни места на професионално ниво. Ако направиш една лига која што е составена само од 20 клубови, ќе се случи тоа што е кошарката во САД. Така, имаш 450 места за професионални играчи и ништо повеќе. Значи, тоа е тоа. Тоа не сакам да се случи. Убав е фудбалот баш заради тоа што постојат толку многу фудбалери насекаде. Во младински академии, во Б клубови, во други клубови, пратени на позајмици, што и да е. Ако им ја затвориш можноста да бидат професионални фудбалери, она што го спомна Владко Прееска, дека Флорентино Перес не сметал дека децата од 16 до 24 се заинтересирани за фудбал. Знаеш ли колку многу деца ќе се откажат од фудбал, ако знаат дека за нив се ослободени само 2000 места во таа лига? Толку. Тоа е едната работа. Другата работа би го завршил уствари моево обраќање на подкастов со тоа дека не можам да кажам дека сум тврдо не, односно не, види, тврдо не сум за Суперлигата, ама свесен сум дека е прашање на време кога ќе се случи. Не во овој формат, не во комплетно затворен формат од 12 клубови или од 20 клубови, но можеби во некој формат кој што е многу посличен на Лигата на шампионите, можеби во некој нокаут формат или како и да е, ќе се случи начин во кој што константно 10-те, 12-те, 15-те најдобри клубови од Европа ќе играат меѓусебно во турнир надпреварување. За тоа сум сигурен. Меѓутоа, не во овој формат. Овој формат беше премногу затворен, не смее да обезбеди само 5 места за не ќе ни да почнам да бројам колку многу клубови има во Европа. Мислам само во Скопје имаме некои 15. Како ќе знаме дека се најдобри? Арсенал како е најдобар? Кога 10 години не може да игра, не се најдобри. Да, затоа велам. Не знаеме кои се најдобри. Атлетико Мадрид до сега не бил. Една титула има у Шпанија и 2 финални Лига на шампиони го сметаме за најдобри. Као не е најдобар. Не, апсолутно, меѓутоа тоа ќе се веројатно ќе се истисне од лигите. Оние 3-4 клубови кои што лигите ќе ги истиснат како најдобри, потоа тие веројатно би продолжиле во Суперлигата. Јас така некако го гледам.
Да, не е збир на најдобрите екипи, беше збир на најбогатите. Реално, Така. без Пари Сен-Жермен и Манчестер и ќе кажав Манчестер Сити, ама Бајер Михен. Пари Сен-Жермен кој што by the way моментално највеќе профитира и нивниот шејк највеќе профитира од се и станува највлијателна личност у цел фудбал, ама за тоа тоа е дефинитивно поширока тема која што може да навлеземе, ама ќе ни треба уште неколку сати. Вака, ајде да завршиме, да ни кажете, нели, сега Лига на шампиони ќе продолжува, кој ќе освои Лигата на шампионите, и ако има нешто да ни препорачате како, не знам, дали некој филм, книга, нешто што гледате, слушате, читате, на крај, пошто ние така сите гости ги прашуваме на крајот од секоја епизода. Предвидувањата, ќе одите кај Владко, јас сум многу лош во тоа, тој е многу добар во тоа. Филозофирање околу фудбал можам да понудам. Предвидувања, не знам, ја пред да почне Лига на шампиони кажав дека Манчестер Сити ми е главен фаворит, дека ја гледам Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен во, ајде да не кажам финале, ама така нешто како едни од главните. Пред почеток на сезона реков дека Сити ќе освои, меѓутоа сега во оваа форма која што ја гледам, мислам дека Пари Сен-Жермен е спремен за освојување, дека ќе го, не знам, многу да не навлагам, мислам дека Пари Сен-Жермен ќе освои. Дали Челси има шанси? Тоа мене ме интересира. Секоја од овие 4 екипи има шанси и шансите на Челси беа огромно зголемени, као за огромен број зголемени во поредба пред жребката на четвртфинале. Бидејќи го одбра по лесниот пат, ги избегнуваат трите главни конкуренти, односно трите главни фаворити за освојување, уште на патот до финале, така што ако стигне во финале, 90 минути се може секој да победи. Добро, дека јас сум онака зацкриен фан на Челси, која победува, избегувам му јавност, која губат, не гледам фудбал. Мене ми е само драго што не изфрлија нас Юнајтед од Европа Лига, барем да можеме да освоиме тој трофеј, онака не сме многу добри со трофејот последно. Имаше еден муавет дека Юнајтед вика единствена екипа во светот што играл Лига на шампиони, Лига Европа и Суперлига во една сезона. Да, поправо си. Тоа и за крај, не знам, филм и книга, не знам, по правото сте, можам да ви кажам за, нели, Primal Fear сте го гледале сигурно, верувам. За поновиве може The Father да го гледате со Ентони Хопкинс, мислам дека треба да освои Оскар за најдобра мажка улога. Не верувам дека ќе освои, пошто ќе му дадат постхумно на Црниот пантер, нели? Ама да, може The Father да го гледате слободно. Видим. Ми остана на мене да дадам некој предлог, а? Немам мислење за Лига на шампиони, ќе останам да гледам, нема да предвидувам ништо. Мене ми се супер склопов на 4 екипи и ќе има фини како му даја 5 надпревари. Задоволен сум. Ќе ви препорачам филм, ќе останам на тема, ако може. Сега благо биографски филм е The Damned United се вика. Така, гледам дека Ѓорѓи го препозна. Гледајте го, да не ви објаснувам многу поише. Клаф е еден од најхаризматичните менаџери што се појавиле низ фудбалот. Филмот не е баш тоа што е Клаф, меѓутоа доволно добро го опишува неговото време во најлошиот период од неговата кариера. И баш за тоа е интересен, бидејќи не го обработува славниот дел од неговата кариера, туку баш најголемиот дебакал. Книга ќе ви ја препорачам Future of Mind од Мичио Каку, американски физичар. Го истражувам малку повеќе потенцијалот на човечкиот мозок, односно каде би можел човечкиот мозок да оди научно, каде би можел да оди во иднина. Односно сите тие истражувања кои што се правени во текот на изминатите 50-60 години се сведени во еден вид на согледувања, предвидувања околу тоа како би можел човекот да се развива во иднина. Одлична книга, читнете, што знам. Да. Damned United дефинитивно од мене препорака за сите што го немаат гледано. Доста добар филм, не е толку да кажеш се автобиографски, ама
Супер филм. Кире, Владко, фала ви многу за гостувањето. Се надевам на тие што не слушаа, не бевме премногу досадни, поготово кога не, знаеш, малце повеќе навлеговме у фудбалот и у некои од работите за кои што зборувавме, туку дека сепак можеа да не пратат и тие што никогаш не гледале фудбалска утакмица. Ќе на тие што не слушаат пак после слушањето на подкастов идете, најдете ги Скратен корнер на Facebook и на YouTube се и на Twitter, мислам. Така што слушајте, дајте им шанса ако ве занима фудбал. Ако не, може ако сакате да ве заинтересира, топла препорака исто. Ние некојаш, не знам, ако има уште некоја интересна тема, ќе викнеме па ќе поразговараме и за што е да се случува понатак. Фала ви, момци, супер муавет. Димитар, Мартин, фала на друштвото. Ѓорѓи, фала што не викна. Тоа мислам дека епизода многу ми се допадна, иако испадна дека пак ние зборевме и вие украдовме емисијата, ама ајде, добро. До сите што слушаат, да, најдете на Facebook, на YouTube и слично. Продолжете да слушате Јустинијан збори. Ние ќе нудиме добри теми ако ни дојдат при рака во иднина и се надевам се слушаме со друга епизода. Фала на покана, дечки, одлична емисија. Извинете што малку предолго зборевме на некои теми што се пак по-ситници и се надам дека нареден пат кога ќе не викнете емисија или ние кога ќе викнеме ќе може да дојдете до израз и вие за некои теми поврзани со фудбалот или Пази, тоа беше целта, вие да зборите, не ние премногу. Пошто ние сме збореле ќе 70 и која епизода ни ова, имаме зборено премногу. Ама да, се слушаме, пак ќе кажам, слушајте Скратен корнер, слушајте Јустинијан збори, ако ви се гледајте фудбал или Лига на шампиони.